Вести на Канал 8. Случајот со тригодишното девојче од Мородвис кое почина пред 2 дена ќе го истражуваат надлежните институции. Можно е, доколку се утврдат пропусти во процедурата за лекување, да се побара обдукција на телото. Случајот со смртта на тригодишната Мила Стоилова од Мородвис нема да биде затворен. Основното јавно обвинителство од Кочани се заинтересирало за неразјаснетите околности во кои таа почина за само 10 часа од влошувањето на нејзината здравствена состојба. Веќе било доставено барање надлежните полициски органи да го истражат случајот, да приберат податоци и во рок од неколку дена до обвинителството да достават информација. По добивањето на податоците, јавното обвинителство ќе бара конзилијарно мислење од стручен лекарски тим, кој треба да ја провери документацијата и да утврди дали е направена лекарска грешка во лекувањето на девојчето. Од тоа ќе зависи дали потоа обвинителството ќе побара и обдукција врз телото на тригодишната Мила, за да се добијат понатамошни докази во евентуалната постапка што би се покренала. Ова значи дека трошоците за испитување на причините за смртта, односно за можната обдукција, нема да паднат на товар на родителите на девојчето, туку случајот ќе се расчистува по службена должност. Во меѓувреме, членовите на семејството Стоилови и понатаму остануваат на ставот дека грешка во препишаното лекарство е причина поради што состојбата се искомплицирала и за краток период Мила починала. Одведоа го тамо, мислам, у приватната болница. Таму даат и инекција, они го даде шуруп и после не знам, они го донесува, сната го донесе у 8 сато, у 8:30 даде му шурупо, до сабаре дете ми цркви у 7 и нешто. И дете ми дома умре, шурупо. Одуцало поварна и пења. Родителите на тригодишното девојче, кое не покажувало знаци на живот уште пред да биде однесена во итната медицинска помош во Кочани, реагираа што во болницата им било кажано дека ќе мораат да ги платат трошоците за обдукција. Се уште затекнати од трагичниот развој на настаните, Стоилови по погребот на девојчето само кратко рекоа дека очекуваат надлежните институции да го испитаат случајот и да ја кажат вистинската причина за смртта на Мила. Општина Кочани започна со реализација на асфалтирањето на дел од главната Кејска улица Гоце Делчев во населбата Оризари. Од локалната самоуправа се најавува продолжување на градежните работи и на остатокот од сообраќајницата и нејзино поврзување со патот Кочани-Виница. Започна комплетирањето на Кејската улица Гоце Делчев во Оризари, што е планирано да се реализира во 2 етапи. Нејзината доизградба и асфалтирање се најавуваше пред повеќе од 2 години, но според одговорните во локалната самоуправа, решавањето на одредени технички работи околу имотно-правните односи на парцелите низ кои поминува сообраќајницата го одложиле нејзиното завршување. Во првата етапа се доизградува горниот дел, односно северно од така наречениот Витошки мост, а градежната механизација започна со асфалтирањето. Се работи за должина од околу 500 метри, поточно 480 метри. Кејска улица, која што е со различна широчина, на почетокот со 7 метри, да подоцна биде во 5 метри. Со комплетно решавање на инфраструктурата, значи и со атмосферска канализација, и со дополнување на фекалната канализација, со изработка на тротоари, значи едно комплетно решение. Средствата се обезбедени од Агенцијата за финансиска подршка и рурален развој и средствата се во висина од околу 5 милиони денари. Според техничката спецификација направена е претходна подготовка на теренот, при што се поставени сливници и испусти за собирање на атмосферската вода, како и тротоари од двете страни на коловозот со просечна широчина од 1,5 метар. Димитровски вели дека работите на улицата Гоце Делчев ќе продолжат и во рамките на втората етапа за нејзино комплетирање. Очекуваме дека во краток период, значи за неколку месеци, ќе продолжиме и со кракот 1, односно приклучувањето до магистралниот пат, со што Оризари ќе добие еден сосема нов, сосема поинаков лик, односно ќе завршиме комплетно едната страна од Оризарска река, за да Оризари добие еден сосема поинаков лик. Освен асфалтирањето на коловозот, и тротоарите ќе бидат комплетирани со бехатон плочки.
За целосно завршување на една од главните сообраќајници за влез во населбата Оризари, според предмер пресметката се очекува вкупната вредност на градежните работи и асфалтирањето да изнесуваат над 17 милиони и 800 илјади денари, без пресметан данок на додадена вредност. Ветеринарната станица од Куманово, која врши заловување на кучињата скитници во Кучани и други градови, незаконски наплаќала од граѓаните кои сакале да ги посвојат животните. Од невладината организација за заштита бараат соодветна санкција. Невладиното Сдружение за заштита на животните Анима Мунди реагира што, иако со закон е обврзана да не им наплаќа на посвоителите, затоа што пари добива од општините, ветеринарната амбуланта Тодор Велков од Куманово, која е избрана да врши стерилизација на кучињата скитници во Кочани, Штип, Куманово и околината, им земала пари на граѓаните кои сакале да посвојат некоја од кучињата. Сдруженијето дошло до две фискални сметки во износ од 8.050 денари и две од по 1.150 денари, што им биле издадени на граѓани кои биле условени да платат за да добијат неколку бездомни животни од стационарот лоциран во кумановското село Четинце. Ветеринарната амбуланта од Куманово таму ги вршила зафатите за стерилизирање на кучињата скитници. Во писмениот допис од Сдруженијето стои дека со наплаќањето ветеринарната амбуланта Тодор Велков го крши членот 28 став 5 од Законот за заштита и благосостојба на животните и дека кучињата ги продавала по цена од 1.150 денари од куче, иако во законот јасно е наведено дека трошоците за заловување и третман на бездомните кучиња се на товар на општината во која се изведува постапката. Затоа од Анима Мунди побарале да се затвори амбулантата и стационарот на ветеринарната станица, а одговорните да бидат казнети за постапката. Локалната самоуправа на Кучани не може да започне со продажба на градежни парцели за стопански објекти во кругот на поранешната фабрика за хартија. Пред реализирање на постапката, ќе мора да ги расчисти имотно-правните односи со досегашните корисници на просторот. Цела година по донесувањето на деталниот урбанистички план со кој слободната површина во кругот на поранешната фабрика хартија се пренамени во градежно земјиште, општина Кочани не може да го огласи на продажба. Главна причина за тоа е што досегашните корисници на просторот реагираат за одземањето на корисничкото право, поради што постапката оди бавно. Од локалната самоуправа велат дека тројца од нив ќе добијат парцели, но поради вложените жалби, одземањето не може да се реализира во краток период. Тоа значи дека ќе се чека на завршување на судската постапка, пошто општината ќе може да започне процедура за објавување оглас за јавно наддавање. Земјиштето на Република Македонија корисничко право имат оние што се ги купиле објектите само. Значи треба да им се одземе. Законот не дозволува они да го приватизират, него мора да и се одземе во постапка корисничкото право за да може да го после очистиме и да го продаваме како чиста собственост на Република Македонија без кориснички права. Меѓутоа, почнатата постапка има одредени жалби од досегашните корисници, така да мора да се очекува да заврши постапка. Апостолов вели дека досегашните корисници не се задоволни од постапката што им се одзема корисничкото право, но ќе немаат никаква предност при купувањето на земјиштето што подоцна ќе се продава со постапка на јавна лицитација. Според донесениот детален урбанистички план, парцелите во стопанскиот двор на поранешна хартија ќе бидат наменети за изградба на објекти од лесна и незагадувачка индустрија, а имаат различна квадратура во зависност од потребите на инвеститорите. Оформени се 30 на нови градежни парцели што се простираат на површина од 30 хектари. Земјиштето што некогаш се користеше за складирање на сламата, која беше основна суровина во производствениот процес, од пред околу 3 години премина во државна собственост, односно беше ставено на располагање на локалната самоуправа. Старата касарна и понатаму ќе го наградува центарот на Кочани. И покрај заложбите во локалната самоуправа за разрешување на статусот на жителите на објектот, надлежните признаваат дека тоа нема да биде во најскоро време. Градоначалникот Радко Димитровски признава дека проблемот со старата касарна во Кочани е еден од најгорливите од областа на социјалната сфера. Состојбата таму била затекната од поодамна, односно на сегашните жители на објектот им било дозволено да се вселат пред 20 на години и тие се веќе староседелци.
Првиот човек на општината се согласува и со констатацијата дека руинираната некогашна касарна е грда слика за централното градско подрачје, што мора брзо да се промени. За жал, најверојатно, тоа нема да се случи во блиска иднина, а објектот ќе остане таков каков што е. Проектот за дислокација е подготвен од наша страна, од страна на општината уште пред 2 години. Тој проект го ние презентиравме и пред сите странски амбасади, заедно со министерот во владата на Република Македонија Неждет Мустафа. За жал, организиравме и донаторска посебна конференција. За жал, не се обезбедија средства да се реализира тој проект. Тој проект постои. Ние за тие фамилии сакаме да ги дислоцираме, да им обезбедиме минимални услови за живење, далеку понормални од овие кои што ги имаат сега. И во колку се обезбедат средства, овој проект ќе го реализираме. Значи, повторувам, проект има, меѓутоа, за жал, општината сама не може да го реализира овој проект. Објектот не нуди никакви можности за живење, иако неговите станари импровизирано се приклучиле на електричната мрежа, а на располагање за одржување на личната хигиена им стои само една чешма во дворот, што ја користат сите, поради што постои реална опасност од заразни болести. Во старата касарна во 10 простории живеат повеќе од 20 семејства. Најголем дел од нив се млади брачни парови со по неколку деца, кои живеат во мизерни и практично нехумани услови. Во склоп на кампањата промоција на мали бизниси да одгледуваме повеќе пченка со можност за наводнување преку системот капка по капка, во Облешево ќе се одржи едукативно-информативна средба со земјоделците. Според организаторот на настанот, презентацијата ќе се одржи в петок во 14 часот и 30 минути во салата за состаноци во општина Чешиново, Облешево. На трибината ќе бидат присутни и представници од Министерството за земјоделство, од Агенцијата за поддршка на развојот на земјоделството и од УСАИД. И за крај спортската информација. Спортските терени на кои настапуваат екипите од Кочани во наредниот период ќе мируваат. Уште едно коло останува за кошаркарите, а потоа следува паузата меѓу полусезоните во правенствата во сите спортски дисциплини. Стивнуваат спортските случувања на терените во Кочани и регионот со оглед што пред новогодишните празници започна паузата меѓу двете полусезони во скоро сите правенства. Единствено на кошаркарите им преостанува да одиграат уште едно коло од есенскиот дел во третата кошаркарска лига, пошто и тие ќе имаат прекин во надпреварувањата. Глобално гледано, сите кочански екипи во есенскиот дел ги повторија постигањата од изминатите неколку правенства. Ако се изземе успехот на женскиот фудбалски клуб Кочани, кој во првата полусезона од овогодишното првенство во првата лига го освои второто место, сите други представници се со просечни резултати. Дополнување на позитивната спортска слика за кочанските екипи се и членовите на карате клубот Партизан, кои како веќе да се предплатени за освојување медали, како и гимнастичарите кои го обелија образот на локалниот спорт. Кон нив би можеле да се додадат и постигањата на пионерите од клубот Фудбал Старс, кои полусезоната ја завршија на првото место. Сениорите пак, членови на фудбалскиот клуб Осогово, како и фудбалерките на Младост и НИНАС, не можат да се пофалат со постигања во првиот дел од првенствата. Затоа, паузата меѓу двата дела, тие ќе морат да ја искористат за да се преиспитаат досегашните настапи и да се обидат да поправат дел од пропуштеното во продолжението што следува напролет.
Вестите завршија, ви благодариме што бевте со нас. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.